Почитувани дами и господа, дозволете ми да започнам честитајќи му на председателот Аше за неговиот избор и посакувајќи му голем успех во раководењето со Генералното собрание на Обединетите нации. Истовремено, честитајќи му и на председателот за заминување, Јеремич, за неговото успешно председавање. Сакам да му заблагодарам и на генералниот секретар за неговото раководење со цел за јакнување на способноста на Обединетите нации да одговори на актуелните и идните предизвици. Почитувани колеги, секој септември светските лидери се во Њујорк за да развијат заеднички одговори на предизвиците. Тоа е голем предизвик за сите, за владите, за меѓународните и регионалните организации, граѓанското општество и приватниот сектор. Ние ја споделуваме главната одговорност за мирен и безбеден свет, кој ќе ги обезбедува правата и интересите на поединецот, нациите и државите во рамките на границите на владењето на националното и меѓународното право. Тоа беше и целта на Обединетите нации при формирањето по Втората светска војна. Господин председател и генерален секретар, ви благодариме на вашиот ангажман и водство при поставувањето на новата развојна рамка за планирање и по 2015 година, надградувајќи ги милениумските развојни цели со економската, општествената и еколошката димензија на одржливиот развој. Од важност за развојната агенда по 2015 е градењето на глобалното партнерство помеѓу владите, приватниот сектор, граѓанското општество и поединците и мобилизација на институционалните и човекови ресурси во овој амбициозен и комплексен проект. Животната средина мора да биде клучен елемент на одржливиот развој. Она што не одржува е токму природата, чии ресурси треба рационално да се искористуваат. Економскиот распак го олеснува човечкиот живот, ја намалува сиромаштијата, овозможува подобро образование и здравствена заштита за сите и е есенцијален елемент на развојната рамка. Република Македонија во целост ќе придонесува во реализацијата на сите глобални цели преку националната агенда во која токму инвестициите во образованието, во здравството, земјоделството и храната, екологијата и инфраструктурата и партнерството помеѓу владата и бизнис заедницата се врвни приоритети. Почитувани пријатели, мирот, разрешувањето на конфликтите, заштитата на човековите права се постулати на Обединетите нации, а денес се уште поголем предизвик на кој треба смело да пристапиме за да го надминиме. Република Македонија ги поддржува пристапите на Обединетите нации за надминување на предизвиците. Активно придонесуваме во промоцијата на мирот на меѓународно ниво, учествувајќи во меѓународните мисии кои ја обезбедуваат слободата и демократијата. Говорејќи за едно од главните прашања, кризата во Сирија и внатрешниот конфликт со над 100.000 жртви и 2 милиони бегалци, она што предизвикува уште поголем проблем при дипломатските напори е што сирискиот народ беше соочен со употребата на хемиското оружје, кое е строго забрането со меѓународните закони. Ова не смее да се толерира. Ние спаѓаме во оние држави кои побараа итна истрага под покровителство на механизмот на генералниот секретар за истрага на наводна употреба на хемиското и биолошкото оружје. И покрај гледиштата, сите земји членки на Советот за безбедност и на Обединетите нации се обединети дека при разрешувањето на кризата треба да се даде шанса на политичкиот пристап. Неопходно е да се сконцентрираат максимални напори на ревитализација во барањето за политичко решавање и свикување на конференцијата Женева 2, колку што е можно поскоро. Сирискиот народ заслужува подобри денови преку решителна акција на меѓународната заедница, која ќе стави крај на насилствата и загрозувањата. Дами и господа, во регионот Југоисточна Европа влегуваме во фаза на позитивен развој и генерално националните и регионалните примарни цели се веќе исполнети или се на дофат. Регионалната соработка се проширува во голем број нови полиња. И покрај ваквиот напредок, одредени, долготрени
нерешени или делумно решени билатерални прашања имаат јасен негативен одраз врз нашата сегашност и блиска иднина. А за Република Македонија тоа се покажа како сериозна пречка за агендата која се однесува на интеграциите во меѓународните организации. Почитувани, Република Македонија прославува 20 годишнината од членството во Организацијата на Обединетите нации. Со се уште нерешено прашање во однос на употребата на името на мојата земја, Република Македонија, и прашање околу идентитетот на мојот народ, македонскиот идентитет. Прашања кои се појавија заради спор кој го отвори нашиот јужен сосед Грција, кој се противи на нашето именување, кој е наше суштинско, индивидуално и колективно право. Тоа прашање, кое требаше да биде веднаш решено помеѓу соседите, партнерите и идните сојузници, трае веќе 22 години. Прашање кое според моје длабоко убедување, иако представува многу реален проблем за мојот народ, е виртуелно во својата основа и нема никаква базираност во меѓународното право, ниту во актите на Обединените нации, и тешко е, би рекол, невозможно некој да најде правна оправданост за неговото постоење. Огромното мнозинство на земји кои го признаваат нашето уставно име, Република Македонија, а кои се над 135 членки на Организацијата на Обединетите нации, јасно покажуваат дека мнозинството на земји не веруваат дека овој спор има и оправдана политичка основа, или ако како таква постои, ја денуницираат. Тој е произведен според моје убедување како класична политизација и инструмент кој пред 20 на години или требало некому да донесе парцијални политички поени, или пак преку креирање на атмосфера на конфликтност, да се направат некои стратешки регионални поместувања, но и да се забави продорот на слободата, демократијата и пазарната економија на Балканот. Организацијата на Обединетите нации минатата година го разгледуваше и прашањето на владењето на правото. И сите земји членки едногласно се сложија дека почитувањето на меѓународно договорените норми и принципи е задолжително. За жал, не секогаш нормите се почитуваат, а Обединетите нации не смеат да бидат инертни на тоа и да се абстрахираат од одговорност за непочитување на владењето на правото. Република Македонија во 1993 стапи во членство во Организацијата на Обединетите нации со нетипичен услов за прием, а тоа е оспорувањето на уставното име и прием под привремена референца на земјата, преседан кој историски се нема случено никогаш и кој е во спротивност со актите на меѓународната заедница и право. Но ние тоа го издржавме, иако како проблем се провлекува до ден денешен. Во 1995 година со Грција со посредство на Обединетите нации потпишавме времена спогодба, со која променивме знаме и делови од уставот. А Грција имаше обврска да не го попречува нашиот прием во меѓународни организации, обврска која не ја испочитува и го попречи нашиот прием во НАТО во 2008-та. И не само што го попречи директниот чин на нашето зачленување во меѓународна организација, го прошири тоа попречување и на процесите на започнување на процедура за членство во друга организација. И 4 години поред го попречува почетокот на преговори за наше членство во Европската Унија. Во 2010-та, Меѓународниот суд на правдата во Хаг, кој е главен орган на Обединетите нации, основан од земјите членки, по основ на наша тужба за попречување на Грција за нашите членства, пресуди дека Грција го прекршила меѓународното право преку прекршување на времената спогодба и дека Република Македонија со ништо не го прекршила меѓународното право и обврските кои ги преземала. Но ние сме повторно попречувани и покрај одвуката на највисокиот орган на правдата во светот, и тоа на очиглед на ова собрание и неговите земји членки. Обединетите нации беа формирани за да го штитат меѓународното право. Ниту една норма од меѓународното право не налага некоја земја да не може да се нарекува како што сака, а низините граѓани да не можат да се нарекуваат и именуваат како што сакаат. Именувањето е едно од 5 елементи на државите и тоа е
неоспорно право на секоја земја член. Што ќе ни е меѓународното право, ако не го почитуваме? Ако ние ги затвориме очите пред оваа неправда и очигледно прекрашување на меѓународното право, директно ќе бидеме виновни за рушење на еден од постулатите на светскиот мир и на Организацијата на Обединетите нации. Ние тоа ниту сакаме, ниту смееме да го дозволиме. Ако не постои меѓународно право, би била анархија, а Обединетите нации би се претвориле во дебатен клуб без суштинска ингеренција. Ние не сакаме во тоа да учествуваме по цена на се, па дури и на наша лична штета. Ако не го почитуваме меѓународното право, не ги почитуваме и 50 милиони жртви кои пред 70 години се изборија за него и ќе одиме против одлуките на нашите преходници, основачи на оваа организација. Меѓународното право не треба да е фоскула, туку решение на секој предизвик. Согласно меѓународното право, Република Македонија има право да се самоименува и да го именува својот идентитет како македонски. Решавањето на разликите со нашиот јужен сосед е наш приоритет, но токму и само во рамките на границите на резолуциите на Обединетите нации, кои го дефинираат решението кое е предмет на разговори и взаемно прифатливо решение, и никако на друг начин, а особено никако со проширување на тие граници. 66 години по Универзалната декларација за човековите права, со овој спор, кој ни е неправедно наметнат од Грција, се повредува едно од фундаменталните права на поединецот, правото на самоименување. На било кој припадник на мојот народ му е оспорено правото да се именува онака како што се чувствува, онака како што се именували и чувствувале неговите мајка и татко, баба и дедо и сите останати предци во историјата, како македонец. Грција, покрај тоа што го оспорува уставното име на мојата земја, Република Македонија, го оспорува и идентитетот на моите граѓани, односно не дозволува тие да се нарекуваат македонци, а јазикот кој го говорат да се нарекува македонски. Иако уште од пред повеќе од половина век, ни светот на универзитетите има катедри на кои се изучува македонскиот јазик и истиот се именува како македонски јазик. Тоа е како некој да ви оспорува дека говорите француски или германски, полски или англиски, холандски, португалски, јапонски, индиски и други јазици. Обединетите нации не смеат да не погледнат во прекрашувањето на фундаменталното човеково право само именувањето. И треба да покажат суштинска активност во овозможувањето на тоа право. А во овој случај, активност која ќе води кон решение на овие отворени прашања кои ние ги имаме со Грција. Минатата година дебатиравме за превентивната дипломатија и заклучивме дека таа треба да биде суштински елемент на меѓународната заедница. Затоа, Обединетите нации не можат и не смеат да стојат настрана од овој процес, кој силно ги попречува македонските аспирации за подобра иднина за граѓаните. Треба ангажман за да се овозможи Грција да пристапи кон решавање на ова прашање, зашто 2 години наназад се забележува огромна инертност на грчка страна, која покрај тоа што е резултат на објективни причини, предизвикани од нивната неповолна економска состојба, има и стратешки и тактички политички елемент, кој е базиран на анализата дека со одоговлекувањето на процесот и нерешавање на спорот ќе се придонесе Република Македонија да се изолира во своите позиции кои се базирани на меѓународното право и вредностите и да потпише своевидно само укинување на државата и на нацијата преку согласност за преименување. Во таа анализа се цени дека со немањето на интензитет на разговорите, мојата земја соочена со блокираните европски и евроатлантски интеграции, кои се попречени директно од спорот, и покрај исполнувањето на стандардите кои од нас ги побараа меѓународните мултилатерални организации како НАТО и ЕУ, во кои сме попречувани да влеземе, и соочена со можноста за внатрешни несогласувања околу оваа попреченост, која е предизвикана од нашиот јужен сосед, дека ние би го спуштиле гардот и покрај силата на аргументите која е на наша страна. Точно е дека со одоговлекувањето на решението на спорот растат предизвиците и во земјата,
но и на регионално ниво. И расте интензичноста во определени моменти. Но на секого треба да му е јасно дека таквите предизвици никако не може да се сметаат како таз на вагата, кој ќе придонесе да се измени нашата оправдана и меѓународно правно исправна позиција, што би водело кон промена на нашиот македонски идентитет. Не може со наметнување на позиции и на блокади да се промени нешто што постои со векови, ниту пак со закани од можни несогласувања, тензии или немири, па дури и со ефектуирање на истите. Македонскиот народ никогаш нема да прифати да биде преименуван. А ако ова прашање не може да се реши сега, иако ние сме најзаинтересирани за негово решавање и искрено посакуваме решение кое ќе е одржливо, балансирано и најбитно взаемно прифатливо, тогаш некоја друга генерација во поинакви околности ќе може да го реши, ама токму врз база на вредностите, позициите и принципите кои преходно ги наведов, а кои говорат за праведно и правично решение, без победници и поразени. Но лично сметам дека ние не смееме да ги оставиме жешките теми на идните генерации, туку мора да се обидуваме да најдеме решение и да смогнеме сили да обезбедиме просперитет за државите и за регионот. Господин председател, господин секретар, уважени представници на земјите, велат, постапките говорат исклучиво за оние кои ги преземаат. Соочен со немањето интерес на Република Грција за суштински разговори за решение на спорот, пред 2 месеци му предложив на грчкиот премиер да го промениме форматот на разговори, односно да го подигнеме на многу повисоко политичко ниво. Јас како македонски и тој како грчки премиер, заедно со министри од двете влади, директно да се среќаваме и да разговараме за решение. Тоа би водело кон поголема ефикасност, бидејќи ние сме најповикани да го решиме ова прашање. 22 години се премногу време на тапкање во место и се доволен доказ дека мора да има промена на играта. Нашиот мандат, кој граѓаните ни го довериле, треба да биде суштински за постигнување на взаемно прифатливо решение, за кое верувам дека може да се постигне. Решение со кое ќе се согласат и ќе го поддржат граѓаните на нашите земји. Примерите на Србија и Косово, Хрватска и Словенија, каде на највисоко ниво политичките представници ги надминуваат предизвиците, се најдобар доказ дека со овој начин се постигнуваат резултати. Ве повикувам вие директно да се вклучите кон реализација на оваа иницијатива и кон надминување на застојот и со вашиот ангажман да обезбедите интензитет и придвижување, поголем интерес од грчка страна за решение и за прогрес. Постапките говорат за оние кои ги преземаат. Ние токму со нашата отвореност и со нашата иницијатива, која е оправдана, покажуваме дека ние сакаме решение. Но нашите средби не смее да бидат проформа, туку суштински, и не смее да создаваат алиби за неизнаоѓање на решение. Убеден сум дека само суштински ангажман на меѓународната заедница во прв ред на Организацијата на Обединетите нации ќе води кон решение. Притоа имајќи ги предвид основните документи на Обединетите нации за правата на државите и на индивидуата, резолуциите на Организацијата на Обединетите нации кои ги дефинира разговорите, спогодбите на кои гарант се Обединетите нации, одлуките на телата на Обединетите нации и меѓународното право во целина. Сепак, доколку нема придвижување, Обединетите нации не смеат да седат со скрстени раце и да бидат задоволни со статус кво ситуацијата, затоа што тоа е покажување на дополнителна неодговорност. Обединетите нации треба, свесни за ова сега веќе безизлезна ситуација, да помогнат со механизми преку Генералното собрание, па и Советот за безбедност, врз основа на чија резолуција разговараме со нашиот сосед, да се дојде до решение кој ќе ги одглави перспективите на мојата земја. Во спротивно, Обединетите нации ќе се соочат повторно со неуспех и ќе сноси одговорност заради нереагирањето согласно сопствените принципи и вредности. Тука не сакам да амнестирам никого. Сите ние имаме одговорност. Но има и оваа организација, која наместо да го
prihvaća komoditetot od tivkото nerešavanja na ovaj spor i namjesto da se štiti preko prispivanja na ova status quo situacija, koja evidentno sozdava problemi i predizvici za regionot, treba da počne so razgleduvanje na alternativni scenarija i pohrvo da potikne rešavanje na ovaj dolgogodišnji spor. Сигурен сум дека имаме капацитет заеднички да одговориме на сите предизвици. Во име на народите кои ги представуваме, мора да превземеме одговорност за сегашноста и иднината. Преземањето на таква одговорност ќе значи носење на одлуки, промени на навиките, зајакната соработка и просперитет. Но тоа е нешто што може да се направи. Тоа е одговорниот начин на понатамошно постапување. Ви благодарам. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de l'ex-République yougoslave de Macédoine de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie